Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Кристина Харалампиева, наставник по македонски јазик. Часот е за учениците од 9-то оделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за поема и за незините особености, препознавајќи ги во извадокот од поемата Сердарот од Григор Прличев. Ќе се потсетиме на основните податоци за Григор Прличев и за времето во кое живеел и творел. Ќе ги согледаме основните карактеристики на поемата како лирско-епска творба во конкретен пример, поточно во извадокот од поемата Сердарот на Григор Прличев. За работа на час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час. Кога ќе ви поставам некое прашање, или кога ќе треба да запишете задача, пример и така натаму, стопирајте го видеочасот и запишете го тоа во вашите тетрадки. Потсетување лирско-епски видови. Веќе учевме за лирско-епски видови и за поделбата, но пред да почнеме со предавање и објаснување и анализа поврзана со поемата, убаво е да се потсетиме за лирско-епските видови. Како што знаете, станува збор за литературни творби кои во својата структура содржат елементи и од лириката и од епиката. Како најчести лирски елементи во лирско-епските видови се јавуваат субјективноста и емоционалноста. Епскиот карактер на лирско-епските видови произлегува од раскажувачките сегменти, односно од развиената фабула и дејство кое го вршат ликовите. Лирско-епски видови се пишувани во стихови. Баладата, романсата, поемата и романот во стих се лирско-епски видови на творби. Значи, напишете го ова во вашите тетрадки. Лирско-епски видови и набројувањето. Балада, романса, поема и роман во стих. Денеска ќе учиме за поема. Поемата е најдолгата лирско-епска песна во која што се опева, раскажува и опишува некој настан од историјата на еден народ или случка од животот на една личност. Поемата има епска основа, нарација, но во неа авторите ги внесуваат своите чувства и лирски расположенија со драматични заплети и расплети. За поемата е карактеристично што таа има развиена фабула низ која се јавуваат бројни ликови. Еден од тие ликови е носител на главното дејство, односно тој е јунак во поемата. Значи, поемата опева, раскажува и опишува. Има епска основа, а тоа е нарацијата и ликовите како носители на дејство во самата творба, и лирска основа, тоа се чувствата, емоцијата и субјективноста во песната. Поемата се појавила во почетокот на 19 век, а нејзин творец е англискиот поет Џорџ Гордон Бајрон. Тоа за светската литература. Додека кај нас, во македонската литература, поемата се појавила во втората половина на 19 век. Најпознати автори на поеми се Григор Прличев, Коле Неделковски, Блаже Конески, Анте Поповски, Михаил Ренџов и други познати македонски поети. Препознавање на особеностите на поемата во извадокот Сердарот од Григор Прличев. Кога зборуваме за поема, секогаш вашите мисли ќе одат кај Григор Прличев и кај неговата најпозната поема и најубава поема Сердарот. Но за да зборуваме за поемата Сердарот, мора најпрво да се запознаеме и да се потсетиме за Григор Прличев
име кое што ви е позната на вас во 9-то одделение од претходните одделенија. Григор Прличев е роден на 18 јануари 1830 според едни, а според други 31 година во Охрид, како што напишал во неговата автобиографија. А починал на 6 февруари 1893 година. Татко му починал кога тој бил 6-месечно бебе, па грижата за семејството паднала врз мајка му. Неговиот дедо го научил да чита уште на 4-годишна возраст од некој стар грчки буквар. Мајка му и сестра му аргатувале по куќи, а тој продавал јајца, им давал часови на богаташките деца и препишувал книги. Освен овие податоци, во својата автобиографија Прличев го опишува основното училиште и тогашните учители, како и доаѓањето на Димитар Миладинов за учител на кога мед му течело од устата кога зборувал. Димитар Миладинов ќе биде многу значајна фигура во животот на младиот Григор Прличев. На студија во Атина. Во 1850 година се запишал на медицинскиот факултет во Атина, што никогаш не го завршил, но тогаш за прв пат дознал за конкурсот за поема. По 10 години се вратил во Атина да ги продолжи студиите, а всушност да се пријави на конкурсот. Со поемата Сердарот, или во оригинал О Арматолос, тој го освоил првото место, Лоборов венец, парична награда и бил прогласен за втор Хомер во 1860 година. Во наградата спаѓало и студирање во Берлин или Оксфорд, но таа награда можел да ја добие само ако се откаже од се словенско во него. И тој нормално ја одбил. Следната година повторно се пријавил на конкурсот со поемата Скендербек, но таа година по некоја случајност конкурсот не се одржал. На илустрацијата, на сликата на слайдот, ја гледате оригиналната поема О Арматолос, издадена во 1860 година. Тоа не е се. Зад Григор Прличев останува богат литературен опис и дејност. Во 1871 година го објавил препевот на Илјадата, но бил жестоко искритикуван, па дури и испеан од бугарската критика. Причината била тоа што тој пишувал на општо словенски. Григор Прличев се обидувал да направи еден словенски експеримент, но тоа го направил неуспешно. Разочаран се повлекол во Солун, каде што ја напишал автобиографијата. Во нашата литература ова е прво дело од ваков тип напишано во проза. Последните години од својот живот ги поминал во родниот град, речиси сосема осамен и разочарен. Поминуваме сега на извадокот Сердарот. Ово извадок го има и во вашите учебници по македонски јазик. Јас ќе го интерпретирам, вие внимателно слушајте ме и следете ме, затоа што потоа ќе ги бараме особеностите на поемата. Во пролетна вечер за домона почива една жена, седејќи на прагот. Со раце на колена, пушката светната ледна, таа ја милува благо. Насредна е доба, и јадра, и сосема здрава, кршна и херојски силна. Извајана е амазонската незина става, вистинска личата милна. Но одеднаш се слуша надвор како некој стапи, со еден толку тивок шум. Четворица натажени арнаути без капи по селскиот се движат друм. Испотени, мртовецот го носат, и во тремот го внесеа тој товар скап. А луѓето се собрале кај мртвиот и нему приковале свој поглед тап. Од секаде се чуе плачови и пискот силен, и чиниш овој народ клет, тој час го оплекуваше со својот лелек вилен најсвидното на овој свет. Кај трупот Кузманов, со тага конјот ржи, и уште крвав беше тој, ја копка земјата и лад со гривата му држи. На стопанот
и другар свој. И мајката истрчува со стапка трепет полна, се двоуми, но сал за миг. По плачот општ се сети дека Веста беше болна и танок таа пушти крик. Да, како лавица, што дрско ловците ја гонат и плодот и го крадат прв. А тогаш и нетврдиот од очи солзи срона. Го стигна жалта својот врв. Плочовете низ селото се носеа се уште и не да црна крпа пак од главата се фрли. Повторно косата ја пушти, а плачот стана толку јак. Малодушни земјоделци, истајте се од дворот. И викна мајката со гнев. Јас сакам да го видам, мокнете, о створој. Гледај си на својот крев. Доста му беа липањата, пискотите мои ледни за награда во овој час. Над вашите невести и керки плачете, о бедни, бидејќи за нив нема спас. При викот мајчин народот стаписано се стресна и пати стори не земал. Со коси пуштени се фрли коменада бесна врз својот мртов син од жал. Албанците, гологлави, пристапија со почит. Со раце скрстени, тој час најстариот се доближи и земи удри очи, па прошепна со искрен глас. И везден ти да плачеш, имаш зошто. Биди силна, ти изгуби, о мајко, джин. Народите ќе пеат колена со уста милна за делата на твојот син. Се надевам уживавте во интерпретацијата, но и во нарацијата и емоцијата што ја слушнавте во извадокот од Седдарот. Од прашања до одговори. Ако внимателно слушавте и следевте, мислам дека многу лесно ќе одговорите на поставените прашања. Зошто велиме дека Седдарот е поема? Размислувате околу тоа дека поемата е лирско-епски вид. Прочитав само еден извадок, еден дел од поемата, тоа значи дека таа исто така е голема, поголема од тоа што јас ви го прочитав, и ако компарираме со балада и романса, видиме дека поемата е подолга лирско-епска песна. Значи, одговорот ќе биде Седдарот е поема, бидејќи представува лирско-епски вид, односно во Седдарот се испреплетуваат лириката и епиката. Постои приказна, ликови и настани. Така, ја спомнавме мајката, имаме Арнаути, имаме еден стар Арнаут, потоа имаме Кузма се спомнува, народот се спомнува, имаме настани, јунакот е умрен, делото го донесуваат и така натаму, имаме нарација, но се вклучени и карактеристиките на поезијата, рими, строфи, чувства на поетот и ликовите, поетски слики, ритам, стих во определен број на слогови и така натаму. Што му послужило на авторот како основа да го напише делото Седдарот? Кузман Капитан. Може би некој од вас слушнал за овој јунак од народната поезија. Како основа, за да ја напише поемата Седдарот, Прличев ги користел народните песни за Кузман Капитан. Кој историски настан е предмет на оваа прекрасна поема? За да имаме поема или едно дело да се нарече поема, на почетокот кажавме дека тоа треба да обработува историска тема. Не мора да значи, но еден од белезите може да представува историска тема и историски ликови. Обработка на историска тема и историски ликови. Кој историски настан е предмет на оваа прекрасна поема? Повторно ви поставувам прашањето. Смртта на Кузман Капитан. Од прашања до одговори продолжуваме. Цитирај ги стиховете со описи на физичкиот изглед и на духовната цврстина на мајката Неда.
сметам дека многу лесно во учебникот ќе го најдете овие стихови. Насредна е доба, и јадра, и сосема здрава, кршна и херевски силна. Извајана е амазонската незина става, вистинска личата милна. Како лавица што дрско ловците ја гонат, плодот и го крадат прв и така натаму. Неда во поемата Сердарот е опишена на многу убав начин и всушност Григор Приличев како прототип на Неда или на ликот на Неда ја зема од неговата мајка. Значи ликот на неговата мајка послужил за како инспирација во ликот на Неда. Објасни ги стиховите. И везен ти да плачеш, имаш зошто. Албанците, носејќи го мртвото тело на Кузман, нарамо, покажале посебна почит кон пандатниот јунак, кој целиот живот го посветил против насилството врз незаштитениот народ. Големината, достоинството, честа и човечноста на Кузман се вредни за оплакување. Со чие раскажување е прикажана херојската смрт на Кузман Капидан. Херојската смрт на Кузман Капидан е прикажана со раскажувањето на нестариот албанец Арнаут, кој го донел мртвото тело на Кузман Капидан со уште тројца албанци во домот на Кузман. Зошто целиот народ го оплакува Кузман Капидан? Дали добивте впечаток дека тој е некаков заштитник? Така. Затоа што го изгубиле заштитникот на реканскиот крај и сега ќе немало кој да ги брани. По извадокот од поемата Сердарот препознаваме лирски елементи и епски елементи. Како што кажавме, лирските елементи се субјективното и емотивното, емоцијата, чувствата, а тоа се тивката вечер, несувањето на мртовецот со многу емотивни, лирски, субјективни елементи е опишано, испеано, пропеано, неми пригован поглед, плачови лелек, коњот тагува, трепет и крик, солзи со очи, плачот се засилува, распуштени коси, син како џин. Епските елементи ги гледаме во описите и во нарацијата. Описот на Неда, Арнаути одат по патот, носејќи го мртовецот и влегуваат во дворот. Настан, пред собраниот народ доаѓа мајката и им се обраќа на луѓето. Настан, раскажувањето на арнаутите за храбриот син. И е исто нарација која што се раскажува во поемата. За нареден час, прочитајте целата поема. Се надевам дека ќе ја прочитате, ќе уживате, има 8 пеења и на наредниот час ќе направиме анализа на целата поема и тогаш ќе добиете една јасна слика, затоа што извадокот од нашиот учебник не е доволен за да почувствувате и за да научите и за да ја разберете целата приказна која што е раскажана по поемата Сердарот. Овој час го завршуваме со една прекрасна мисла за татковината од најголемиот македонски автор во 19 век, Григор Приличев. Човек што не си ја сака татковината не може да биде честен човек. Ви честитам на знаењата. Довидување.